денеска председателот Ѓорѓе Иванов ќе има некои низа билатерални, неформални средби, но веќе утре првата дама на Република Македонија или господјата Маја Иванова ќе добие златен медал за заслуги за хуманитарните активности што таа ги спроведува во светски рамки. Познато е дека тоа се случува и кај нас, но не само и кај нас, туку и во светски рамки. Токму поради тоа првата дама, како што споменав, господјата Маја Иванова, ќе го добие утре на затворањето на овој форум, на овој самит, златниот медал за достигнувања активности во хуманитарни организации и цели. Она што се случуваше вчера на самитот Кран-Монтана. Споменав дека се отвори самитот. Темата на овој самит е како до подобар свет. Да се изгради похуман и похуман свет беше целта на форумот. Токму на отварањето на форумот свое обраќање имаше и македонскиот председател Ѓорѓе Иванов. Во фокусот беше она што е всушност и тема на овој самит, односно глобалните предизвици, глобалните проблеми со кои што се соочува светот, а тоа е тероризмот и мигрантската криза. Не изостави председателот Ѓорѓе Иванов да спомене дека Македонија како една мала земја одигра значајна улога во справување со ова мигрантска криза што се случува во изминатите 2 до 3 години. Македонија е токму на онаа позната балканска рута. Имавме проблем со мигрантската криза, тој проблем го решивме како што го решивме, добивме за тоа при огромни признанија од Европската унија и од меѓународните организации. Поентата на председателот Ѓорѓе Иванов во својот говор во однос на мигрантската криза е дека не може и не смее да се занемари дека малите земји можат да донесат голем придонес во решавањето на вакви глобални светски проблеми. Кажа, вели дека Македонија како држава ги убедила и најголемите скептици во две нешта. Би сакала да ја споменам првата, дека мала држава не значи и мала територија и дека мала земја не значи и мала улога во глобалните процеси. Токму Македонија беше нели се наоѓа на балканската рута и е мостот помеѓу истокот и западот, односно европските земји, целта на мигрантите. Се осврне и на други работи. Како до подобар свет? Одговорот го даде во своето обраќање во однос на тоа дека треба и мора да се почитува меѓународното право. Како пример ја посочи нашата држава во однос на спорот кој што го имаме со нашиот јужен сосед, со соседна Грција и со непочитувањето на меѓународното право и на пресудата од Хаг. Вели дека Европската унија не може да спроведува двојни аршини. Јас тука не би сакала да навлегувам повеќе, би сакала да ја проследиме во продолжение изјавата на председателот Ѓорѓе Иванов вчера на отварањето на самитот Кран-Монтана. Република Македонија е школски пример кој го илустрира денешниот непоредок во светот, а ќе ви објаснам и зошто. Во случајот со мојата земја воопшто не се почитува меѓународниот договор склучен со една наша соседна земја, а кој создава меѓународно правни обврски. Како тоа да не е доволно, имаме и пресуда на Меѓународниот суд за правдата во Хаг, која сите ја игнорираат, не баре не постои. Македонија направи многу за безбедноста на Европа, а се уште се третира како трета земја, па дури и пристапот кон одредени безбедносни инструменти на Европската унија ни е ограничен, иако станува збор за платформи за размена на податоци во корист на целиот континент. Македонија е пример за тоа како една земја може да биде предмет на двојни стандарди кои се граничат со лицемерие. И покрај се останувам оптимист и се надевам дека Европската унија и НАТО, како и земјите од нашиот регион, ќе извлечат поуки од овој погрешен пристап кон Република Македонија. Би сакала да споменам и за останатите теми кои што се во фокусот на овој форум, а тоа е производството на електричната енергија, климатските промени, мигрантската криза, но и зајакнувањето на улогата на жените во светските политики, во светските одлуки. И токму поради тоа, како што најавив на почетокот, господјата Маја Иванова, првата дама на нашата држава, утре на затварањето на овој форум, кој што трае, како што кажав, до 7 јули,
ќе го добие златниот медал, признанието за придонес во хуманитарните цели во светски рамки. Следниот форум Кран Монтана е предвиден за од 26 до 28 октомври во Брисел. За сега толку од прекрасната и сончева Шпанија, Барселона. Ве поздравувам одовде. Веќе очекувајте во утрешниот ден во живо да го проследиме обраќањето на првата дама Маја Иванова, а веднаш потоа и затворањето на форумот Кран Монтана.